Велес. Велес е град во централниот дел на Македонија, сместен на брегот на реката Вардар. Има население од приближно 60.000 жители. Велес има долга и богата историја која датира од античко време, кога бил познат како Била Зора и бил важен центар на Пајонското кралство. Градот подоцна бил освоен од римјаните и станал важен трговски центар на Вија Игнација, главен пат што ги поврзувал источните и западните делови на Римската империја. Велес беше важен индустријски центар во Македонија, познат по својата челична и текстилна индустрија. Градот е дом на неколку универзитети и истражувачки институции, како и голем број културно-историски локалитети. Покрај тоа, Велес е познат по својата традиционална обработка на дрво и рачно изработена керамика, кои се популарни сувенири меѓу туристите. Велес е познат и по својата традиционална кујна, која вклучува јадења како што се тавче гравче, манџа со грав, пинџур, намаз од печена пиперка и модар патлиџан, и ајвар, намаз од печена црвена пиперка. Градот е сместен во прекрасен природен амбиент, опкружен со реката Вардар, која нуди и можности за риболов, пловење и други водни активности. Велес е жив и пријателски град со жива културна сцена која вклучува музика, танц и театарски представи, како и традиционални фестивали и прослави во текот на цела година. Годишниот културен фестивал во градот, потоа Велешкото лето на езерото Младост, е исто така популарен настан кој привлекува посетители од цела Македонија и пошироко. Севкупно, Велес е град со богато културно наследство, просперитетен индустријски сектор и со прекрасен природен амбиент, што го прави фасцинантна и пријатна дестинација за патниците и туристите. Покрај природните убавини и културните атракции, Велес е познат и по силната литературна традиција. Градот произвел неколку значајни писатели и поети, меѓу кои македонскиот Коле Неделковски. Велешкиот книжевен собир е голем годишен настан кој го слави книжевното наследство на градот и обединува писатели и научници од целиот свет. Велес е исто така центар за традиционална македонска музика и игра, а градот е домаќин на неколку фестивали на народна музика и игра во текот на годината. Традиционалната градска музика и танцова сцена се карактеризираат со употреба на локалните инструменти како што се кавал, витна флейта, гајда и тапан. Последниве години Велес стана познат и по својата улога во ширењето лажни вести и пропагандата на интернет за време на изборите во Америка во 2016 година, кога победи Доналд Трамп. Мрежа на македонски тинејџери со седиште во Велес креираа и ширеа лажни вести со цел да се влијае на исходот на изборите. Така наречените под наводници велешки тинејџери беа многу критикувани за нивната улога во ширењето на лажни вести, информации и подкопување на интегритетот на демократскиот процес, а сега и за тој настан се снима филм во Америка за Велес и учесниците во тие вести. Покрај оваа контраверзност, Велес останува жив и динамичен град со богато културно наследство и светла иднина. Со својата природна убавина, богата историја и просперитетна културна сцена, Велес е град кој нуди по нешто за секого. Низ вековите Велес бил населен од различни народи, меѓу кои словени, византијци и османлии, а старите и денешните жители биле македонци. За време на отоманскиот период градот бил познат и како Ќупурли и бил важен центар на трговијата и културата. А сега да ги напоменеме некои личности кои се родени и потекнуваат од Велес. Како што спомнав претходно, Велес има произведено неколку значајни писатели, уметници, музичари и многу други. Еве дел од познатите велешани од историјата до денес. Коле Неделковски, македонски поет и литературен критичар, роден во Велес во 1928 година. Тој бил еден од водечките фигури на велешката група македонски поети, кои се обидуваа да ја осовременат македонската поезија во 1950-тите и 60-тите години. Катица Ќулавкова, родена во Велес. Петре Прличко, македонски писател и литературен критичар, е роден во Велес. Тој е познат по неговите романи и раскази, кои ги истражуваат животите на обичните луѓе во современото македонско општество. Миле Поп
Јорданов, роден во Велес 1879 година, а починат 22 декември 1902 година во Велес, македонски револуционер и просветен деец, учесник во македонското револуционерно движење, член, секретар и војвода на ТМОР, брат на познатиот велешки гемиџија Јордан Поп Јорданов Орцето. Во негова чест е испеана познатата народна песна Болен ми лежи Миле Поп Јорданов, која денес е и официјална химна на градот Велес. Јордан Хаџи Константинов Џинот, македонски просветител, еден од зачетниците на просветителството во Македонија, роден 1821 година во Велес. Васил Костов Главинов, роден во Велес 1869 година, еден од првите македонски социјалисти и организатор на работничкото движење во Македонија. Боре Ангеловски, роден во Велес 1944 година, истакнат театарски деец, глумец, режисер, бекетолог, основач и уметнички раководител на младинското драмско студио Велес, основач и уметнички раководител на театар Чекори Скопје. Спортисти: Пепи Манасков, роден во Велес 19 август 1964 година и е поранешен македонски ракометар, член на македонската ракометна репрезентација, кој поради своји врвни квалитети и популарност е сместен за легенда на македонскиот ракомет, со што е прогласен и за најдобар македонски ракометар на 20 век. Панче Ќумбев, фудбалер. Владимир Темелков, ракометар. Дејан Манасков, ракометар. А исто така тука се и солунските тентатори, гимиџиите Јордан Поп Јорданов Орцето, македонски револуционер, водач на гимиџиите. Константин Кирков, македонски револуционер, член на гимиџиите. Илија Трчков, македонски револуционер, член на гимиџиите. Владимир Пингов, македонски револуционер, член на гимиџиите. Димитар Мечев, македонски револуционер, член на гимиџиите. Георги Богданов, македонски револуционер, член на гимиџиите. Милан Арсов, македонски револуционер, член на гимиџиите и многу други личности од историјата до денес. Овие поединци, заедно со многу други од Велес, продолжуваат да даваат значаен придонес за културното и интелектуалното наследство на Македонија. Нивните достигнувања служат како извор на инспирација за идните генерации уметници, музичари, спортисти и мислители во Македонија и пошироко. Нивните достигнувања служат како доказ за талентот и креативноста на велешани и за богатото културно наследство на Велес и регионот. Ова се само неколку од многуте познати велешани кои дале значаен придонес во македонската култура, спорт и забава. И покрај неговата релативно мала големина, Велес произведе голем број талентирани и успешни личности кои помогнаа да се обликува богатото културно и интелектуално наследство на Македонија. Сите овие поединци дадоа значаен придонес за македонската култура и уметност и помогнаа Велес да се стави на мапата како центар на креативноста и интелектуалната виталност. Доколку вие сакате некое видео и за некој друг град од Македонија, слободно пишете во коментар. Ќе ми биде задоволство и чест да направам за вас некое видео што ќе го привлече повеќе вашето внимание. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.